регионалниот пристап во работењето на бизнес заедницата на Балканот е во многу лоша ситуација и заради тоа денеска ќе искористам оваа прилика да покажам дека ние во такви услови не спијаме, него работиме да тоа го промениме, затоа што мислиме единствениот начин по кој што и пат по кој што треба да одиме. Така да денеска во една ситуација во која што владе едно општо расположение на негативна енергија во целиот регион, да се промовираат работи кои што го отвараат патот напред за сето она што како проблем стои пред нас, мислам дека треба да биде гордост за сите нас, пред се на нас тука кои што сме, пред се на компаниите во Република Македонија кои што успешно се борат на меѓународните пазари и на тој начин да покажеме како треба понатака да се продолжи. Ние имаме ситуација во која што знаете дека 70% од нашиот извоз оди према Европската Унија. Тоа значи дека имаме производ, тоа значи дека нашите компании и надвор од Европската Унија се присутни, ги знаете тие, сме ги промовирале секогаш, тие се денес меѓу нас и треба да им оддадеме должна почит. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека таа фаза бара во овој момент некакво надоградување и ние после долги размислувања решивме да тргнеме по одреден пат кој што ќе промена таа ситуација. И денеска имаме тука промовирање на 4 наши натамошни активности кои ќе го отворат тој пат, а јас ќе се обидам, за да не бидам досаден, да ви кажам и некои други елементи кои што исто така се присутни во нашето работење, а светлоста на денот ќе ја видат по натамошниот период. Значи, ние секогаш како менталитет не сакаме да ги покажеме собствените успеси, секогаш се страмиме од нив. Јас сакам тој мраз да го скршам и да кажам дека денеска меѓу нас и заедно со нас и пред пошироката македонска јавност, во време кога силно се говори за присуството на странските инвеститори во Македонија, дека Македонија има своји компании кои што градат компании надвор од границите на Република Македонија, има со што да се гордеат. И со тоа сакам да ги поттикнеме и останатите да продолжат по тој пат, бидејќи тоа е единствениот пат на успех. Мислам дека нема човек во Македонија што не знае веќе дека ако нема извоз, оваа држава ќе се најде во страшно неубава позиција. Затоа што структурата на стопанството е таква што возможува еден излез, а тоа е сите да се свртиме према извозот. Ако се вртиме према извозот, треба да го отвориме прашањето на конкурентноста. Ако го отвориме прашањето на конкурентноста, треба да дојдеме до алатките кои што се можни тоа да го направат. Тие алатки денес ќе бидат презентирани пред сите вас. Тоа се нашите компании кои што одат на странските пазари со нови производствени капацитети. Тоа се соработката што ќе ја склучиме денеска со Виенскиот економски институт, една од најреномираните институции во Европа за таа работа, која што ќе го надгради нашиот систем на истражување, подпомогнато со промоцијата на капацитетот на коморските представници кои што денеска као клуб ќе се формираат и ќе овозможат со Виенскиот институт да одиме во една насока на кажување на наши стави подкрепени на база на истражување, што до сега морам да кажам дека беше една од нашите најголеми слабости. И на крајот ќе го надоградиме и Центарот за едукација, кој што добро работи, сите сте вие присутни таму, ги гледам бројките, резултатите, тоа се одлични. Тоа значи дека ние ги погодуваме темите, а вие знаете тоа да го препознаете, али со соработката со ВИФИ, најголемиот научен институт во Југозападна Европа за едукација на кадрови во стопанството. Таа соработка ќе овозможи нашиот Центар за едукација да се подигне на едно повисоко ниво. Тоа не е све, кажав, ќе бидам многу краток. Јас реков на конференцијата Бизнес Плюс, немаме заеднички регионален производ, немаме заеднички настап на трети пазари, али презеаме нешто на тој план. Минатата недела во Будва го формиравме инвестиционот коморски форум, како еден од заклучоците на Берлинскиот процес, за кој што имаме силен подржувач и силен спонзор во Сојузна Република Германија и германската канцеларка Ангела Меркел. Со тој, на тој начин, ние практично конкретно придонесуваме во тој процес кој што сака да ни го покаже патот, а тоа е дека инфраструктурните
и сите други процеси кои што можат да ја зголемат конкурентноста на балканската економија, мора да се базираат на гласот на приватниот сектор. Не може да се базираат само на гласот на политичките елити, него на приватниот сектор и преку тој инвестиционен форум, кој што мислам дека е многу сериозна алатка, тоа ќе го направи. Втората работа исто така што сакам да ви ја кажам е дека с Македонската стопанска комора наредната година во месец април ќе биде домаќин на еден од најголемите собери на Балканот, кој што ќе се бави со проблематиката на позицијата на малите земји во меѓународната економија, тема што досега не е разгледувана. Ние имаме многу сериозен пристап према тоа прашање. Добивме истражување од еден исландски институт кој исклучиво се бави долги години со таа работа. Имаме потврда од генералниот директор на Кока-Кола, господинот Мухтар Кент, дека Кока-Кола ќе спонзорира тоа. Имаме потврда од низа деловни субјекти кои што ќе бидат присутни. Работиме на таа работа, го изготвивме материјалот основен што е, така да мислам дека некаде во април месец ќе можеме и на балканската јавност да ја покажеме дека се бавиме со крупни и суштински прашања, а не само со нашите внатрешни. И третата работа, таа е од каде што сега доаѓа, значи со помош на GS1, глобалниот систем за стандартизација, го форсираме изработката на првиот македонски електронски каталог, каде што сите компании ќе можат на тој каталог да ги изнесат своите производи, да разменат електронски информации за можностите за нивно пласирање на нивните производи. Тоа е една силна алатка. Досега во моментов 260 македонски компании ги имат ставено своите производи, преку 2500. Тој процес ќе го форсираме и во наредниот период и мислам дека со тоа во наредните години ќе му овозможиме еден силен настап на македонската економија на меѓународните пазари преку размена на информации на нивните производи да дојдат до освојување на нови пазари и нови можности за нивните развојни капацитети. Така да се работи за еден сплет на многу мерки кои што ќе овозможат излез од една ситуација која што во моментот ја имаме, од која што не сме задоволни, а тоа значи и промена на нашата филозофија. Ние, јас најавив веќе и кажав, уште една сакам да повторам, дека Стопанската комора на Македонија со своите институционални капацитети и со капацитетите на своите компании е стигната до преломната точка и она мора да го направи тој исчекор. Тој исчекор ќе биде во промена на филозофијата на нашето работење. Тоа значи дека од ситуација во која што површински критизираме определени состојби, ќе одиме во фаза на нудење на решенија кои ќе бидат подобри од постоечките и ќе бидат засновани на научни истражувања и на компарирање на искуството на научните истражувања со нашите реални проблеми, проблемите во реалниот сектор. Така мислиме дека во соработката со владите ќе допринесиме да и владите дојдат до правилната оценка за одредени состојби и со тоа да можат да повлечат и правилни решенија кои што ќе го поттикнат бизнисот. Тоа е она што промотивно може денеска ќе го слушнете, ќе го видите, малку и ќе се дружиме да размениме искуства околу тие работи. Јас го повикувам како компании кои што се водечки во Република Македонија, некои од нив и на Балканот, да не поддржите во овие напори и да ве уверам дека Стопанската комора има апарат, има служба која што може тоа да го изведе и на тој начин да помогне и во вашето етаблирање, и во вашиот понатамошен развој, и во просперитетот на Република Македонија. Благодарам.